Масовната кражба на дрва, дрското уништување на шумскиот фонд што предизвикува целосна деградација на плачковичкиот екосистем, ќе биде предмет на истражување и докажување за постоење на кривично дело од страна на Републичкиот народен правобранител. Екологистите го креваат својот глас поради досегашната декларативна заложба на креаторите на локалните политики кои наводно се залагаат за борба против климатските промени и заштита на шумите, но во пракса истите не се спроведувале. Постоечките шуми или она што остана од нив безмилосно се сечат заради бизнис интереси, велат од Екохабит, здруженијето кој има индиции за сумирање на црниот бизнис на масовна сеча на дрва за последните 6 месеци и според чие тврдење од уништувањето на општественото богатство на Плачковица, дрвократците сезонски заработиле најмалку 11 милиони денари. Нивните пресметки се базираат на волонтерските следења на преполните камиони со дрва, кои без регистарски таблици и сосема невидливи за полицијата, особено за шумската полиција, поминуваат по регионалниот пат пред очите на сите граѓани. Ова интернационално еколошко здружение пред македонскиот омбудсман истапува со сумирани доказни материјали и постапки на делување по препорака од нивните европски колеги. Деградацијата на шумскиот фонд е присутна на близу 1 милион хектари вкупниот шумски фонд во државата, но се чини дека е најизразен во 10% од истиот, површина која е покриена со шума на плачковичката локација, вели доктор Борче Николов, проектен менаџер во Екохабит. Председателот на ова здружение, инженерот Ванчо Гацов, за Емнет изјави дека не е едноставно да живееш во средина во која дрвократството е јавна тајна, а чинителите се почитувани момци кои вршат ноќна достава на поевтини дрва. Според Гацов, оваа постапка ќе биде само увертира во подигањето на свеста за заштита на најважните природни ресурси во нашата средина и истите постапки имаат еколошки, социокултурни и економски функции, а истовремено имаат и клучна улога во одржувањето на јаглеродната рамнотежа, биолошката разновидност и ублажувањето на промените во климата.